По 85-часовниот карантин, денес во Гостивар улиците беа полни со автомобили и луѓе. Забележлива беше зголемена фреквенција на движење и гужви, особено пред банките, аптеките и поголемите маркети. Дождливото и ветровито време не ги спречи граѓаните да излезат за да ги завршат обврските или да пазаруваат. При тоа, не сите држат растојание од 2 метри според препораките за заштита од коронавирус. Метежот пред банките како проблем беше посочен и на состанокот на кризниот штаб во Гостивар. Констатиравме дека денеска утрово во општина Гостивар пред одредени банки се констатирани големи гужви. Затоа ги повикуваме сите компании и банки да обезбедат редари, за да има и да се одржува социјалната, односно физичката дистанца минимум 2 метра, како што е препораката на Светската здравствена организација. Кризниот штаб заклучи дека состојбата на подрачјето останува стабилна, а граѓаните треба да продолжат да ги почитуваат мерките. Таравари очекува владата да започне со одредено олеснување на забраните и животот полека да се враќа во нормала. Значи, веќе имаме препораки од генералниот директор на Светската здравствена организација, господинот Адан, кој што бара секоја држава полека, по склоп на своите околности, да почне да ги редуцира ограничувањата. Ја се надевам и нашата држава тоа ќе почне. Бројката денеска што ја добив наутро, само 7 инфицирани од 290 тестирани за вчера, тоа е веќе убава цифра и цифра која што кажува дека веќе се стабилизираат работите во Македонија. Во Гостиварскиот регион досега за коронавирус тестирани се вкупно 175 лица. Актуелно како позитивни се водат 5 пациенти од подрачјето на општина Гостивар и 4 од села во општина Врапчиште.